Со еден мално значаен чекор, Stellantis цврсто тргна во остварувањето на своите електрични планови за иднината. Од сега натаму патничките верзии на помалите комерцијални возила нема да се нудат со мотори со внатрешно согорување. Станува збор за Peugeot Rifter и Traveler и нивните близнаци кои се продаваат под амблемите на Citroen и Opel. Според компанијата на сите позначени европски пазари тие ќе се нудат само како електрични, додека нивните доставни и повеќе наменски верзии и понатаму ќе може да се добијат со конвенционални агрегати. На пазарите кои не се толку подложни на електрификацијата како нашиот, ништо нема да се смени, бидејќи овие модели таму и онака немаат купувачи. За сега нема информации дали со ова ќе бидат опфатени и идните вакви модели кои ќе ги лансира Fiat и ребрендираните што ги продава Toyota. Според аналитичарите, Stellantis се има одлучено за ова заради притисокот од просечните емисии на аглерод диоксид кои европските регулатори ги наметнуваат и дебелите финансиски пенали доколку тие не се постигнат. Постојат некои гласени дека за нив се подготвуваат хибридни погонски агрегати кои ќе ја потполнат новонастанатата дупка во понудата, но тие не се подкрепени со официјални информации. Групата Stellantis ги опремува своите модели со електромотор со максимални 136 конски сили и 2 пакети батерии кои овозможуваат автономија до 280 км. Во план е нивното производство да се пресели во Англија, за што ќе бидат инвестирани 100 милиони фунти, а уште 30 милиони ќе обезбеди британската влада.